Според замислата за постоење и формирање беше токму ова, за да тие имаат влијание, да имаат размена на информации, со тоа и влијание помеѓу понудата и побарувачката. Но што се случува, дека во моментот, значи Агроберза нема никакво влијание, тие не се активни воопшто, ниту имаат можности да дават информации помеѓу она што се бара на пазарот, колкави се цените. Сега, ако го анализираме тој дел, во самото министерство постои одел, Министерство за земјоделство, каде што вели земјоделски пазарен информативен систем, кој што ги следат цените на пазарите, на големо и на мало, побарувачката и понудата, но и од таму немаме никакви информации, така да генерално кажемо дека Агроберза нема воопшто никакво влијание во однос на понудата и побарувачката на цените. Колку може и овој систем и ова јавно предпријатие да влијаат на уредување на некоја политика? Знаеш како би го искоментирал ова? Ако 92-а, како што сега кажавме дека со формирањето на Агроберза беше замислено вака да функционира, кои што беа дел и од буџетот, кои што има пари, каде што може да однесат земјоделци на саем, каде што може да бидат присутни на саеми, зборам за саеми каде што се промовираше нашето производство, македонско производство, и тогаш има некоја конекција помеѓу купците, да кажем, потрошувачката, понудата што имаше кај нас. Сега немат ни такви ресурси, не може тоа да го прават, и ова сега, ако зборуваме веќе како функционира системот помеѓу пазарите на големо, збориме за рускиот пазар, дали европските пазари, тука веќе трговците имаат направено многу добра мрежа, така да и со појавувањето или пак форсирањето на агенцијата, односно, на Агроберза, додека не се направат каде би можела да игра улога во складиштењето на малите производители, но доколку се вложат пари во опрема, односно во хали каде што тоа може да се складира, да се разлади, може да се сортира, за да се додаде додадена вредност на производството од земјоделецот, тогаш во некој случај би можеле да зборуваме за нивна можност или за нивна промоција на тој пазар и производ. Во ваква ситуација ништо посебно.